Дали можеш да направиш драматичен увод за во клип? Поз. После толку време. После толку години. Стефонатор. Q&A. Здраво на сите и добре дојавте во новото видео. Како што знаете, денес правиме Q&A. Поставив статус на Facebook и собрав многу прашања што долго време издвојував кои да ги одговорам. За жал не можам сите затоа што се премногу, ама еве некој од нив. Покажи го куќето на видео. Позме најакси. Поздрав Бруно Шостер, ми го куќето. Ова е куќето моја. Мартин Дојчиновски. Јавил му се на GP и рече му дека си ја скршил ногата. Нај си проложи со YouTube и ако може да ме позва видео. Поздрав до Мартин Дојчиновски. Ева. Ало. Ало. Шо правиш? Видам на како. Ја скршив ногата. Не. Да. Не. Ми рекоа да ти кажам дека сум ја скршил ногата. Не, боже, знаеш како поврзав? Ја у болницата, ти у болница. Не може така. Не снимаме заедно. Леле. Ќе ме се жалуваш? Да, ќе доаѓам на путата секој ден. Ај, поздрави ги. Поздрав Стефанатори, и ќе се чуеме и ќе помним многу. Фала. Богоевски Бојан. Шо мислам и шо мислиш ти ако јас мислам исто како тебе позме? Во колку часот си роден и на кој датум си роден, PS ако може поздрав. Поздрав Никола. Роден сум, мислам дека во 10 или во 11. Мислам дека сум во 10 или 11 бајле роден, а иначе сум на 16 септември, сега ми е за брза роден ден. Сите да ми честитате. Бамбо прашува. Ме сакаш ли? Доколку да направи нешто што знаеш дека ќе го сакам цел живот, направи го за мене, те предизвикувам. Бамбо. Пред мене имам Ројал. Еве. Ќе го оставам на страна и нема да го јадам. За тебе, Бамбо. Виктор Паунов, интересна случка во животот поз. За ова читав коментари кога го направивме оној предизвикон две лаги и една вистина да направам story time with Стеф. Прочитав повеќе такви коментари дека сакате тоа, па најверојатно ќе пробам да направам такво видео, али и јас сакам да пробам да направам story time видео. Божарова Вероника прашува: Ројал или седмица? Позна Дарија Вероника. Поздрав Дарија Вероника. Стефан Гугуталиев, шо имаш во Велес? Имам моја баја, најдобро баја. Дали ако имаш прилика одма би му ја земал Јана Дачович на муџа, одма кидам ќе ја земам, бе брат. А сега, за сите што пишувавте да се мавам со јајца, вкупно избројав дека треба со 5 јајца да се акнам по глава. Така да еве ми тука имам цела табла и ќе извадам 5. И ќе се правам торта, зашто имаше дека треба да исторми брашно на мене, земав и брашно тука. Така да се правиме торта. Ајде. Една пата само. Два. Три. Четири. Ама ми блага сегде. Пет. И идеме со брашното. Уф. Ребека Костова, дали некој се размислувал да продолжиш со ракометот? Позме најдобар си. Поздрав Ребека, ти си најдобра. Сум размислувал да продолжам со ракометот, ама ми се случи ова. Ова го раскажав и во првата Q&A, не знам колку и дали го имате гледано. Скршив рака пред 2-3 години, ја баш тренирав ракомет, бев крило, видов и таква прашање која позиција си играл. Ама откако ја скршив, веќе неа ни осеќав толку силна раката и не е како порано, така да сакав да продолжам, ама одлучив да не, затоа што не осеќам раката доволно силна како што ја осеќав порано. Филип Прошковски прашува: што би направил
ако Ројал го затворат. Ќе си отворам мој. Александро Сандевски, што би направил ако дознаеш дека твојот YouTube канал престанува да се работи утре? Позме. Поздрав Александро, најверојатно ќе им биде криво, ама ќе бидам и задоволен и среќен што до сега сум успел да насмеам толку многу луѓе. Затоа што it's all about that. Не знам зашто зборам на англиски, ама тоа е најбитното. Павлина од Цара и Павли прашува: ќе ме носиш Ројал кога ќе дојдем у Скопје? Обавезно паци, само ти дојде у Скопје, идеме на Ројал. Ива Танушевска: доколку треба да јадеше едно јадење до крајот на животот, кој ќе е тоа јадење? Поздрав, Ива. Земи Кармен и начело најдобро што можеш нацртај зајак на слепо. Поздрав. Е ги ушите. Вака ова е телото. Ова е павчето. Тука има нога една, тука има уште стомаче, тука има уште една нога. Тука го спојувам, тука се прави главичка и вака го спојувам дали има зајак. О мај гад, па ништо не сум нацртал. Зашто не ми кажувате вие дека ништо не сум нацртал? Сега ќе ви нацртам зајакче. Зајак. Обој го носат со црв фломастер и чека да се исуши. Луѓе, за сад време имам друго снимање, не тука. Не смеам да изгледам вака. Се осеќам кога да сум панда. Лирик пренк на некој од твоите другари и Позме. Ајс Бакеченич нема права, ама лирик пренк, човече. Дали може да го направиме најлошиот лирик пренк некојаш? Йоу! Ало! Ајо! Шо правиш бе, брат? Да се спремам за снимање ти. Ја исто. Еј! Ама имам да ти кажам нешто. Имај, WhatsApp. Ајде во чатот цита, брат. GP Позме. Стисни му лайк. И subscribe. Ако може. Да. Ајде во чатот цита Боби Позме. Напред битбокс. Бра, знаеш ли шо прави? Што преđe? Лирик пренк. Живи се! Ти леле си сериозен! Васел Ангелов. Поздрав, Васел. Дали знаеш да свириш на некој инструмент и ако не знаеш дали би сакал да научиш? Продолжи така со квалитетни видео содржини и имаш огромна поддршка од мене. Фала ти, Васел, знам бе да свирам. Гала Гала, дали знаеш да зборуваш јапонски? Ако одговорот е не, пробај да зборуваш на тој јазик. Сега ќе пробам да кажам јас сум стефонатор на јапонски. Треба прво да го слушнеме. 私はステフォネーターです。 О мај гад. 私はステフォネーターです。 Паташина Стефонеидас. 私はステフォネーターです。 Паташина Стефонетадес. Ај. 私はステフォネーターです。 Ваташи ва Стефонадес. Ваташи ва Стефонедадес. Ваташи ва Стефонедадес. I nailed it. Мартин Тасевски, шо би избрал од ова ако постоја? Да бидеш млад цел живот, да бидеш невидлив или да се телепортираш кога ќе посакаш? Поздрав. Поздрав, Мартин. Млад цел живот не ќе да бидам, затоа што ќе ми издосади. Помеѓу невидлив и телепортација, да бидеш невидлив е интересно и би се зафркавал, ама би одбрал да се телепортирам затоа што така во секоја секунда ќе можам да патувам фри кај стакам. И мислам дека не може подобро. Митрески Благојче. Од каде името Стефанатор? Позне. Кој е тој Стефанатор? Мартин ме праша како реагирам кога ќе ми гутнат името на YouTube. Вака, нема да рејџам овој пат, ама многу често, скоро сите, мене ми викаат Стефанатор, Стфанор, Сетефонатор, Световратор. Луѓе, јас сум Стеф. Значи СТ, ФФ. И после додавате Онатор.
Значи нема никакво Стефанатор. Иако јас сум Стефан, јас сум Стефо. Може? Така. Затоа што дури кога гледам дека објавувате некои слики со мене по Инстаграм, по Фејсбук, ме пишувате Стефанатор. Немојте. Се нервирам. Океј, значи само да рачистиме, затоа што често си го гледам името уднато, не е толку тешко. С Т Е Ф Ф О Н А Т О Р. Стефонатор. Фала многу. Виктор Викса Марковски, зошто си плашлив? Кој бе плашлив? Како ќе изреагираш ако Јана Дачовиќ дојде во Македонија? Поздрав Лазар, Јана е тука. Давај. Петков Мартин. Брат, кога веќе ќе го завршиш ова видео?